Цоцев камен е единствен локалитет во светот кој на едно место обединува светилиште, жртвеник, обсерваторија. Значењето на Цоцев камен е тоа што Македонија се покажа една од најбогатите земји со карпеста уметност. Научни факти, сознанија, легенди, полемики, мистерии. Сето ова се врзува со локалитетот чии корени се длабоко во историјата, но се уште се истражува. На 70 на километри од Скопје, во атарот на кратовското село Шопско Рударе, се наоѓа Цоцев камен, вулканска карпа која во праисторијата се користела како мегалитска обсерваторија. Токму за тоа дека овој редок природен феномен бил користен како праисториска обсерваторија, во научната дебата има спротивставени ставови. Еве кои се тврдењата на застапниците на тезата дека може да се смета за обсерваторија од минатото. На 100 метри источно од Цоцев камен се наоѓаат мегалити кои служеле како месечеви и сончеви нишани. На врвот на карпата пак се наоѓа престол свртен кон нишаните, од каде може да се види од која точка изгрева сонцето и месечината, и тоа да послужи за да се формира сончев календар. За постоењето на неолитските населби во близина на Цоцев камен и животот на тие простори постојат студии на бројни археолози и историчари. Податоците во нив покажуваат дека населбата кај овој локалитет се простирала на 1,5 до 2 хектари и имало од 200 до 300 жители. Пензионираниот универзитетски професор Душко Алексовски, застапник на тезата за обсерваторија, тврди дека почнал да ја истакнува културната вредност на Цоцев камен во 70-тите години на минатиот век. Јас тоа го открив 1971 година, благодарејќи на татко на еден мој ученик во гимназијата во Кратово. И штом стапнав на овој локалитет, видов дека се случува нешто каде што не се случува никаде на светот. Цоцев камен е висок 100 метри, а се наоѓа на надморска височина од околу 400 метри. Близу до Цоцев камен може да стигнете со автомобил, но до основата на карпата ве водат зад скриени патеки обраснати со високи треви. Ова ни говори дека за целиот локалитет е неопходна поголема грижа.